на моја иницијатива, значи во вчерашниот ден беа поканети против кандидатот и сите носители на советнички листи кои што учествуваа во изборниот процес. Без разлика дали се влезени во совет или не се влезени, не удоволија реци сите со однос на исклучок на левица и исклучок на ВМРО. Нивни се аргументи оправдувањето за нивното неприсуство, покрај тоа што левици веќе има влезен еден советник во Советот на општина Каваци. Средбата беше продуктивна, градска средба, да кажем, пред се, така една отворена, цивилизирана средба. Ги сумиравме сите работи во делот на кампањата, во делот на програмите кои што ги имавме, во делот на она што треба за град Каваци, во 95% се усогласуваме во делот со размислувањето каде треба да се движиме, како да се движиме, а тоа цело го пишува и во нашата изборна кампања и јас како градоначалник морам тоа да го спроведам во наредниот 4-годишен мандат. Сепак одговорноста најголема моја и на нашиот иден председател доктор Рамов како носител на листа на ВМРО, пошто најголемата убедлива доверба ја добивме ние од граѓаните и треба тоа да го спроведим во целост. Меѓутоа не го занемаруваме фактот и оној еден глас што гласала за друга листа да биде на некој начин сослушан и да можеме да го воидне на тоа заеднички и целокупно како општина Каваци. Каков коментарот на Горан Тодоров, вашиот противкандидат на оваа висока функција? Горан Личната средба? Тодоров како против кандидат немаше некои посебни застапувања во денешниот дел, него имавме така колективни размислувања во делот на општина Каваци, во делот на менеджирањето на општината, свесни се за сите ситуации, свесни сте за нивната мала поддржаност, али апсолутно тоа за нас не е само гордост, него тоа е одлука на граѓаните. Ние како индивидуалци, како лица, бројките се само еден од факторите кои што даваат и земаат. Меѓутоа ние мораме да останеме транспарентни и објективни, меѓутоа и да останеме социализирани луѓе се понатаки за во интерес на граѓаните. Каде ќе се развива Каваци во иднина? Само кратко. Како што ветувавме предизборно, Каваци ќе го развиваме во еден правец каде што ќе почнеме веднаш со проектирање на многу проекти, со довршување на градскиот пазар, со отпочнување на изградба на молот, со отпочнување на изградба на пензионерскиот дом, отпочнување на изградба на затворениот за базен со спа центарот, за деца со посебни потреби, попреченост, спештувачкиот капацитет со нивна комплетна згриженост, обиколницата ќе почнеме од утре денот по завршување на вториот круг на избори да разговараме со јавното претпријатие за државни патишта, Министерство за транспорт, со влада. Тоа е крупен проект кој што треба да го застапуваме, граничниот премин, така да се она што ставивме, ништо нема да изоставиме, комплетно ќе разговараме и нормално тука и дестилеријата, која што доколку не да се договориме заедно со Министерство за земјоделие, водостопанство и шумарство и влада ќе постапиме кон референдумско решение за изградба на самата дестилерија. Исто така на моја иницијатива и на иницијатива заедничка, прифатена од моја страна, веројатно по завршување на вториот круг од локалните избори, ние како Народна партија ВМРО-ДПМН ќе имаме еден комплетен заклучок од целокупните избори и ќе одиме на една транспарентност, објективност и мислам дека општина Каваци биде меѓу првите општини која ќе направи еден мониторинг јавен на вработувањето. А тоа ќе значи дека во овие 4 години во јавните институции на општинско ниво, дали е општина Каваци, дали е јавното претпријатие комунал, дали е паркинг, дали е библиотека или дом на култура или било која друга институција, бројот на вработени не смее да се зголеме неосновано. Покрај тоа што систематизациите дозволуваат ради други причини кои се правени, да не се освен по опразнето место по однос на пензионирање и по однос на други опразнети места. И најтранспарентно, најобјективно, вработувањето веќе да не бидат таргет на политичарите. Ја поздравувам оваа иницијатива на градоначалникот за да се соберат сите носители на советничките листи, актуелниот против кандидат. Ова беше една конструктивна средба во која ги споделивме нашите емоции околу предизборието, начинот на денот на изборите, во каков
план помина цела изборен циклус. Дојдоа мислење од различни делови од тоа како треба да се движи општината, една конструктивна средба и сметам дека секое мислење различно е добредојдено бидејќи иднината е во сите. Така да апсолутно средбата беше конструктивна во начин на поширување на транспарентноста на нашата општина и доближување на граѓаните. Впрочем, овие функции се менливи, треба да му служиме на граѓаните. Тоа беше мото наше, мото на сите што бевме вклучени во изборниот циклус и се надеваме дека заедно со уште поголема транспарентност и отвореност на општината према граѓаните ќе го достигнеме успехот и целта за која беше наша главна заложба во предизборието. Тоа е проширување на Кавадарци кон Европа, односно да донесеме Европа во нашата општина. Бензинска пумпа ДМД Оил.